Мигрантската криза во Европа е на самиот почеток, порача председателот Ѓорги Иванов на предавањето пред Бугарската академија на науките. Според Иванов, затворањето на балканската рута беше само привремено решение на проблемот, особено ако се имаат предвид информациите дека во близина на надворешните граници на Европа се наоѓаат меѓу 20 и 30 милиони потенцијални мигранти. Како што бројот на бегалците ќе се зголемува, така волјата и подготвеноста на Европската Унија да ги прифаќа и да ги интегрира ќе се намалува. Истовремено мигрантската криза придонесе кон за дополнително затегнување на односите меѓу државите. Но цената што ќе ја платиме за несоработката е прескапа, бидејќи колку е послаба соработката меѓу државите, толку е посилна соработката меѓу криминалците. За разлика од политичките елити и безбедносните служби, шверцерите на Балканот немаат никаква етничка, јазична или религијска предрасуда. Иванов посочи дека кризата со мигрантите на дело го покажа недостатокот од лидерство, одговорност и солидарност во самата Унија. За Европа и меѓународните организации полесно да се справат со предизвиците, ќе мора најпрво да излезат од бирократскиот лавиринт, а потоа и да се прилагодат на реалноста на 21. век. Факт е дека опстанокот на Европската Унија ќе зависи од кризниот менеджмент на третите земји кои се на коридорите и во оперативното обкружување. Земјите кои со години ги игнорираше, сега ќе станат клучни за нејзината безбедност. Тоа се пред се Египет, Јордан, Турција, Македонија, Србија. Непосредната соработка за прашање од заеднички интерес ќе придонесе за надминување на недовербата меѓу безбедносните служби. Пред бугарските академици Иванов потсети дека во најголемиот наплив на мигранти и бегалци, Македонија сама успешно се справи со предизвикот да ја зачува сопствената и безбедноста на Унијата. По предавањето, македонскиот председател беше одликуван со почесен доктор на науки на Бугарската академија на науките, што представува највисока титула на оваа научна институција. Во рамки на дводневната работна посета на Република Бугарија, председателот Ѓорги Иванов утре ќе се сретне со својот бугарски колега Росен Плевнелиев, а подоцна ќе оствари средба и со новоизбраниот председател Румен Радев, кој на својата председателска функција ќе стапи кон крајот на јануари следната година. Покрај билатералните односи помеѓу Македонија и Бугарија, новие средби ќе биде разгледана и можноста за унапредување на билатералната и регионалната соработка. Сител во Софија, Деспина Тодоровска.